Нашиве органи имаат една интересна... Значи, ако не си со нив, тогаш си против нив. После подолга пауза, влегов во студио конечно, од причина што не работев затоа што немаше услови да се постигне квалитетен резултат. Сега ова беше ад хок на брзинка и наменски за концертот, да влезам во студио се чувствував ко на доктор. Кога одите и диагноза, а диагнозата е тоа дали воопшто имам кетч за нови материјали и помина успешно тоа по сите реакции што ги добивме од разни профили на луѓе. Така што тоа е добар вовед во концертот на 13 јуни на стадионот на Арама, каде што имаме и гостување, имаме гости, тоа е многу квалитетен, а тој Васил Хаџиманов бенд, со кого ќе го повикав да настапиме и со заедничка песна, што му ја пратив сега, тој сега ќе види да влезе во сето тоа и да направиме една убава дружба, убава атмосфера и да пратиме порака дека културата не е мртва. Сепак некој се грижи нивото да се сочува наспроти баналијата што ја живееме во културна смисла и, како да кажам, пад на критериумите и кичерајот, кој е многу опасна работа. Па, 90-тите ги доживеавме како распад на една земја и еден систем, практично дупла работа ни се отвори и тука имаше... Од тој процес имаше слободен простор за иницијатива лична. Таа беше на квалитетот на 90-тите, јас токму тоа го видов дека повеќе она што беше, знаеш, систем музички естраден, се распадна. Имаше слободен простор. Меѓутоа, со рамковниот дојде и контрола како што не сме. Таа е незабележлива, меѓутоа е многу се присутна и буквално е во сите фори на општеството и прилично се што е непожелно се блокира и фрла на маргина. Како што гледаме, естрадата ја превземаа политичарите, тоа сега имаме наместо политика естрада, каде што гледаме еден циркус невиден и невкусен, кој е погубен за држава со слаба економија и крепка во секој поглед. И не знам колку ќе начини тоа и како ќе заврши се тоа, ама треба да сме доследни и песната ми говори за тоа чувство што го гледам кај повеќемина со кој сум во контакт. Тоа чувство генерално превладува во населението и сметам дека е точна, ако ништо друго. Па оно што мислам дека генерално преовладува е тој прв, дали ќе обстанеме као независна држава, тоа е големо прашање. Или ќе стапиме според вториот дел од референдумското прашање, тоа е сега некоја известност која се појавува од страна, како ќе биде тоа, а генерално кај населението мислам дека преовладува една лоша атмосфера заради чувството на неправда. Чувството на правда е повредено и луѓето така се чувствуваат и тоа зрачи во околината. Оние кои се снашле сето ова време, нив е добро, али повеќе мината се надвора тоа и тоа ствара една атмосфера на чувство на неправданост, на промашен живот, на залуден живот. Некако секоја иницијатива се обесхрабрува која не е во агендата, или на мокните имаме политички партии кои функционираат како предпријатие, практично. Тоа се предпријатија кои запослуваат, отпуштаат, не знам, казнуваат, што практично ние се вративме
Сега оној комунизам кој беше диктаторски, нели изгледа како поле на слободата и демократијата во однос на ова што го живееме денес, и тоа е големиот, како да кажам, големиот апсурд на наводно нечинела демократијата. Јас мислам демократијата е многу едноставно, да имате поделба на моќта и институциите професионално да се вршат својата работа според законитост некаква која изгласаме до парламент. Толку е демократија. Јас не знам што мислам дека е демократија, меѓутоа и се забашотува и тоа. Ете, интелектуалата ни молчи, не едуцира во јавен простор, туку одработува и станува циркус. Немате практично за што да се фатите, сем гласот на поединецот. Јас сум во таа позиција моментално и да се преброиме, ќе видиме на 13 јуни, една диагноза, да видиме што сум. После атентатот на Киро Лигоров, нашиот прв председател, реков ова, затоа што истрагата одеше како што одеше, и реков дека ова не оде надобро, и оттаму е Ибер Македонише, и тоа практично значи дека во времето ги читал знаците. Јас не верам сега. Прејудиција постои кај човек, имам ние такво сетило, сега колку тоа, али вака, тоа може да ве излаже, нели? А кај мене беше баш размисла, викам, ова не е добро, сега не знам ја истрагата зашто и како, и не навлегував во тоа, меѓутоа чувството дека не ода добро работите, тоа се соочи со мнозинство кое тврдеше дека јас се црно гледам, дека 21 век ќе биде брилјантен и прекрасен, викам, а јас мислам дека до 2050 ќе имаме реприза на 20 век, сетете се на него. Само 33 децении беше во нормала светот, за да ги санира последиците од последната војна. Сега влегуваме кога се померуваат големи стратегиски играчи, значи главните, и гледаме еден свет кој е потсеќа на светот пред двете светски војни, би рекол, и ќе видиме како ќе заврши приказната. Со Божја помош се надевам добро. Па, ја немам третман на поет, имам третман на текстописец. Толку е кај мене, ова елитава не ме прима во друштво и така натаму, а перцепцијата врз мене дека е поетска вредност имаат моите лирики. Ме е одбрав тој музички израз затоа што тој не е квалификувана лаичка музика, меѓутоа е фолклор, али фолклор не пасторален како 19 век, него урбан фолклор. Тоа е разликата, и градот едноставно има поинаков звук, ете така, со тие новотари инструменти кои работат на струја. Никола Тесла. Да, така да се заокружува во едно кое мене ми изгледаше демократски арт. Значи, имате како народот што си пел, па ќе прифати во селото ми останатите, ќе им се бенди се и од колено на колено останува. И така сметам оваа форма за идеална и многу демократска, каде што имате чиста работа, ќе направите нешто, ќе ви се прифати или нема да се прифати. Меѓутоа, европскиот модел е многу незгоден, затоа што тој сака да суди, ова може, ова не може. Америчкиот модел е, качи се на сцена, има луѓе што ви платиле карта за да те гледат, а таму дали си ти добар или не, мене не ме занима. Тоа е менаџерскиот дел и тоа е, мислам, почесно отколку да се ослониме на некој авторитет, каде што суетите играат особено, да квалификуваат ова чини, ова не чини, не сум сигурен дека е тоа. Како некапацитетни сме ние во тој дел, па зашто имаме не традиција музичка и сето тоа, кога сме можеле тоа да направиме, зашто денес би било неспособен. Мислам, во друго е проблем. Први не, економскиот фактор за оваа официјална култура која мора да се уважи као референца. Тоа е референтна точка и
али не се возможува она што го се нарекува алтернатива да работи, да имаме наместо Едисон една е вистината, да имаме Никола Тесла наизменична струја, која што ќе се надополнува. Тако заглави официјалната, ова ќе работи, па ќе влие да се преземат, да се етаблираат некои работи и сето. И проблемот на слабите економии што голема култура создаваат богатите држави. И сега малите држави пак сем спортот и културата што има да се докажат. Ние кога се самостоивме, ние требаше многу да се вложиме во тој дел за да бидеме повидливи меѓународно. Ама очигледно тој европски пат не ги интересираше нашиве елити и сега го имаме уствари дека практично нешто се сготвило за нашите погледи и видливоста. Јавноста не беше известено дека ние всушност не сакаме во Европска унија. По желба на нашите елити. Нашиве органи имаат една интересна... Значи, ако не си со нив, тоа си против нив. Ја не се етаблирам. Направи... Се создаде некој респект кон оно што го работам и тоа е неформално. Формално гледано, јас не сум на ниједна мапа, јас кога барам спонзори, нема. Да кажем, не разбират, тоа оди на друго место. А што се до естаблишментот, тука не се усрекев. Ниту тие се срекни со мене, ниту јас со нив и тоа е некоја платонска врска, никој никого не е.